Добре дојдовте во Зебра. Денеска ја продолжуваме темата што ја започнавме оваа среда, а која што се базира на последните истражувања кои велат дека речиси половина од популацијата во Македонија има прекумерна телесна тежина, а речиси секој петти македонец е сериозно дебел. Доколку навистина мрсната храна и се помалку физичката активност оставаат вакви траги врз телото на нашите сограѓани, тогаш можеби е вистинското време да запрашаме дали општеството треба да поведе еден нов систем, да воведе нов систем за здрав начин на живот. На наше големо задоволство во студиото на Зебра денеска со нас е Горас Цветковски. Добре дојде, познатиот македонски актер, и Трендо, Сашо Мацановски Трендо. Има многу атрибути кои што би можела да ги додадам на името. Познатиот Трендо. Но во овој случај одберам да кажам хедонистот Трендо. Имам ли право? Така ми се падна се. Ја би можел слободно и за здрав живот, бидејќи мислам дека дилемата е малку И Горас може обрати. Границата е пренасилена е, нели? Така. Бидејќи мојот одговор би бил да, здрав хедонизам. Но почесто те гледам во чамо отколку на стаза, затоа одбрав да те наречам хедонист. Во различни смени сме на стаза, затоа иначе ме има на патека да возам точаци со децата главно и тоа ми е окей. Инаку што ја знам, хедонизам или здрав живот, тоа е како во мрзенци кои те прашат прасе или јагне, викаш да. Мислам, зашто да не и двете? Затоа што хедонизмот не значи дека е нездрав сам по себе. И јас би пробал се што ми е кејф, макар тоа било и здраво. Мислам, поентата на хедонизмот, иако прво што ја знам да разјасним, мене хедонизмот така кажан ми звучи малку безобразно, раскалашно и премногу телесно ми звучи. И мислам дека погрешно се разбира, како некои што банчат по кафани или нешто, дремат Боем. безброј сат. Мислам боем да си у земја со таков GDP и ваква власт со забрането пушење, не купување. Да, баш пуританска. Е малку без везе. Хедонизмот што значи? Хедонизмот во суштина значи отсуство на немир, на лоша вознемиреност. Тоа во ориентална верзија се вика раат. Што има лошо да си раат? Значи, ако наместо хедонизам збориме раат, мислам дека многу поблиску ќе бидеме. Горас, тебе те забележавме, го забележавме Горас на Скопскиот маратон, иако немаше толку многу фотографии со тоа како ти ги поминуваш 5, односно 21 километар, така? Полумаратонот го трчаше како што имаше од девојките кои што го трчаа и кои што се селебрити еве како и ти, но те гледаме и на стаза. Ние девојките. И на стаза ние девојки. Но те гледаат и на планина, значи планинари се искачуваш, значи некако повеќе го врзуваат. Навечер на водно. Да. Колите со си Night Google сум така, да, цело време. Навечер сум околу паркинзите таму горе негде. Ме гледаат таму. А прашањето е? Прашањето е колку време во текот на еден ден одвојуваш за физичка активност и дали можеби со тоа компензираш остатокот од денот во кој што си раат, што би рекол. Да, раат, да. Ама добро, значи да се разбереме прво пред се. Јас себе се доживувам како хедонист. И тоа значи како тежок хедонист. Јас сакам Па седни овде. Па се мислам од преска, пошто како што збореше Трендо, ја ваков цело време. Точно. И тоа е точно. Значи јас сакам да станам од сабајле да гледам 2 серии, па да изедам нешто, па да седам да поиграм 5 сата на компјутер, па да легнам да гледам филм, така да јас уживам, не е дека не уживам. Сега тоа што вежбам редовно и што трчам или што спортувам не ме прави помалку хедонист од другите. Се разбира, влогот можеби за некој потежок да треба, не знам, да се придржува на одредена исхрана или да мора да се одмркне од дома, да стане, што вика Трендо, оска се помери, ја не можам далинскога да го земам. Али овакво, значи, ако за некој тоа представува проблем да се изменаџира времето, за некои други не претпоставува. Фала Богу, мене професијата не ми е толку стригна од 5 до 12 од сабајле, не знам, со рударите или од... Добриот изглед е многу важен во твојата професија. Тоа ми дава само оправдување за да се мачам повеќе. Мачам, нели, условно кажано, да се трудам повеќе, да речеме. Ама после некое време кога ќе сватиш дека, мислам, кога ќе си го ускладиш времето и сите работи и начинот на јадење, на работа и сатницата, многу мал проблем е, дури и веќе не е ни проблем да постигнеш се што сакаш да постигнеш, условно кажано.
Трендо, ние балканците некако важиме за олимписки шампиони во категоријата турска гимнастика, што би се рекло дремка после ручек, оној лезет што би го или рад што би го рекол те. Кога ќе спомнеме хедонизам, речи си никогаш во нашата медитеранска душа не предизвикува тој збор асоциација на некој што спортува, што трча, туку на некој што седи во кафана, ужива во животот, уживање во животот би го нарекла хедонизмот. Можно ли е ние да се откажеме во името на здрав живот колективно како нација од тој хедонизам и ќе изгубиме ли нешто од нашиот балкански шарм, бидејќи кога странците ќе дојдат тука го забележуваат тој шарм? Не гледат како дремеме, отприлика. И викаат браво, бе, дечки. Па ние и мексиканците. Сега нигде не. Знаеш како, јас не верувам дека живот може да се подреди на една основна вредност и се да биде осредоточено со тоа. Значи, отприлика исто живееме со горест, ја имам такви периоди, само што моите се многу пократки, може на здрав живот со часови се мерат. Меѓу ручек и вечер отприлика внимавам што јадам, на пример. Али стварно не мислам ние од ниедна вредност да правам фетиш, ниту од некакво уживање у животот, бидејќи тоа знае да биде многу испразно. И знаејќи го тој свет, на пример, гастросцената, па има милион црепови што седат по кафани, не дека се тие некакви си ја развиваат слободната мисла, па јас стварно се трудам кога седам со мои луѓе во кафаната да биде стварно славење на животот, на пријателството, на слободната мисла, на глупавата мисла што е неограничена со не знам, дневни потреби и бркотници. Ама од друга страна па ете, има секакви црепови и на патека и во кафана. Значи по мене, она кој што викаше Тони Бурден, телото е луна парк, не е храм. Значи телото е нешто со кое треба да се играш и а не да му пристапуваш богобојажливо како кога влегуваш во храм. Така да, што ја знам, хедонизмот мене ми е близок затоа што е интимна ситуација. Значи, мене петлето ми кажува што ми прави кеф. Значи, не одлучувам дека тоа ми прави кеф откако сум прочитал 4-5 научни студии на таа тема, оваа салата те прави среќен. Или не знам што. И плюс, многу зависиш во здравиот живот, целата таа индустрија на здравје, што е прилично вака агресивна последниве децении, а која што може да се следи од оние раскалашните хипи години па наому кога се смени целата таа парадигма, има некоја превара у сето тоа. Пошто мислам дека е индуцирана од државата, бидејќи државата многу полесно и повеќе пари има од здравје отколку од дрога. Дрога ќе се мушне и преку овој преку оној. А ова од видеокасети на Джейн Фонда до бескрајни се можностите да се... Државата или корпорациите? Држава, корпорации, медиуми. Знаеш, ти кога ќе видиш од тие пробиотските јогурти како вака ти проаѓа низ цревата и све ти отпушува, ти стварно имаш чувство и ви како ќе ме отпуши. Ќе те отпуши ништо, ќе легне тоа јогуртот у желудот и ќе бамбори со сите други. Ама 100 пати кога гледаш како те отпушува како веце шолја, онда си викаш мајку, ова врска и денес кога гледам реклама за шампон кој ќе направи типката вака. Не знаеш дали е 3D студио, дали е стварно и ми иде да го купам шампонот. Иако немаш коса. Да, без разлика што немам коса. Ние во првиот дел од емисијата зборувавме и за тоа како ги представуваме здравата храна, како ја представуваме на нашите деца, како ќе продадеш брокула кога некој, независно дали има 1 или 5 години, кој ќе ја помириса, едноставно сака нутела, нели? И овие последни истражувања велат дека секое трето дете во Македонија има прекумерна телесна тежина, односно е дебело, така да се каже. Американци. Дали како родители сте загрижени, можеби, и внимавате многу повеќе околу тоа што вашите деца јадат отколку за себе, да кажам? Хајде, колега. Ти си постарам, ајте јас. Добра сега, јас сум со оглед на тоа дека мојот наполни 1 година денес. Ја не можам многу да му се мешам во кашите, да. Ја обично набавувам, јас сум набављач. Председател на куќен совет, нели, жена ми, така да она гледа што ќе јаде, како ќе јаде. Ние пробуваме да му протнеме една многу мутава филозофија, ќе видиме дали ќе успееме.
од едни пријатели наши кои дознавме тоа дека не му има дадено детето чоколада веќе 4-5 години. И детето стварно, јас со мои очи видов, дома доаѓа буричка по тоа фрижидерот и си вади морков и со морковот си дреме. Последно време му се пријаде оти да си зема брокула, почна да си ја џвака. И си викам да пробам и јас, така да не избегаваме, значи забрането е стриктно по бабовци, по дедовци, љубов да не купуваат со благи работи. Па до кога ќе издржиме, ќе видиме. Мада од друга страна па секојаш јас викам сега да му се плукна му животот да го не уживаш. Ако треба цело време сега морков да компензира така свеќе. Така, јас фалам на Бога, мене ми е вкусно да јадам брикети и не знам пресува норис и такви работи. Ко нема да ми биде вкусно веќе, ќе веројатно ќе барам некој друг извор сорс за тие работи. Сега дете додека е мало, можеш да го подлажуваш. Со пластика. Па тоа е, децата се единствените кои вреди да се трудиш околу здрава храна. Мислам, големи е што ги љуѓаш, што нивно е, и нивно е да си ги имаат информациите, па нек си решат што ќе јадат, дали ќе јадат ова или она. Мислам, со what. За децата е стварно битно, пошто се трупови, па онда си го прата само инстинктот без разлика тоа како нутриционистичката табела кажува. Ова сега го кажа само ја да имам грижа на совест као татко, Трендо не успел да не им дава чоколада. Лапа од моите, мислам, што ја знам, 3 лече на мате му е милен или не знам, мене ми е окей кој ќе одиме у Ригара Сити и кој ќе бутаме па добранци. Ништо страшно не гледам во тоа. Нормално дека гледаш да се храниш што поздраво, ама не му правиш притисок околу тоа, не знам. Ова јади го затоа што е здраво. Кој дете тоа ќе го разбере на тој начин? Гледаш со мали трикчиња, некојаш ќе маскираш нешто, некојаш ќе компензираш со подоцнежна ветување за награда, ако се изведе тоа и тоа. Али децата се стварно во однос на здравјето единствените кои вреди да се малтретира човек на оваа тема. И спортот, и можностите да се спортуе во земјата, и сето тоа мене ми е сосема окей. Спортувате заедно? Возиме точаци заедно. Играме фудбал со малиот заедно и слично. Не е посебно дека... Сега е моментот да спортуваме? Да, и сега не знам, мора да одбере спорт. Нит мора да одбере спорт, нит мора да одбере инструмент, ниту па јазик. Нека си тера и не го брзам да ми порасне. Напротив, на таа малата бела и реков да ми вети дека нема да порасне брзо за да уживам у таа медениот родителски месец. Се согласуваш со Горас дека хедонизмот точно носи здравствени ризици, но рутинизиран здрав начин на живот носи ризик дека ќе умре човекот досада? Јас би бил крајно незадоволен од било каква смрт да ми се случи. Значи, јас не можам да одберам сега од што сакам да умрам. Јас стварно би бил разочаран од себе. Многу би си фадал сам на себе во тој случај. И не би го меркал така ризикот. Работата е здрав живот и не знам, долговечно се убава работа. Сама по себе долговечност не значи ништо. Мислам, што е здраво да го водиш животниот стил на Џордано Бруно. Значи он загинал само затоа што сакал да ја истера својата приказка во која верувал. Сега не можеш да му речеш оној Џордано Бруно или сите антифашисти што загинале во Втора светска војна, тоа е многу нездрав живот. Што има здраво да се тепаш со германци? Ќе те утепаат бе. И се не можеш да речеш, видите, ама вие не водите здрав живот. Екзектли не водиме здрав живот затоа што мислиме дека во моментов имаме нешто повредно од тоа колку години ќе живееме. Така да не може да се прави дури и од здравието и од животот не може да се прави фетиш ако зад него не стоат и други вредности. Може ли тоа да го прави државата? Например, ако веќе поставува стратегија во смисла, нели пушењето е забрането во затворените локали, во кафани, ресторани, кафичи и така натаму, тогаш да се преди на едно ниво повисоко, па да се, не знам, организираат повеќе физички активности за деца, па и за возрастни, па да се промовира здравиот начин на исхрана. За деца некои да. емисии за готвење. За деца да, за возрастни брокула на 100 начини. Да. А лачки да се. Без само една зети. здрава, да. Тоа е најголемата иронија во теретана, кога на 3 телевизори идат 3 различни емисии, со што поише запршка. А сите тука се потопнели, се килават, се тегават да издржат уште 2 минути, уште 5 минути.
За деца вреди, извини, за возрастни не баш. Јас многу држам до таа некаква линија на моја приватна сфера во која не сакам државата да ми се меша затоа што ме третира како малумен тогаш и за пушењето и за сите други работи. И мислам дека е многу лицемерно држава која дава 30 милиона за субвенции на тутун, значи од мои пари, од сите пари, сега да не збориме народни пари, ама сериозно го помага производството на еден производ кој после ти го забранува или ти вика дека тоа штетно. Тоа е лицемерно во однос на вредносната структура на овие што ги носат. Или е штетно или не е штетно, ама било за извоз. So what? Од младината во Македонија е апатична кон спортот. Било кој спорт, не збориме трчањето, може да биде хајкинг, може да биде пешачење на планина, рекреативни тури и ред други такви активности. Као што кажа Горан, мислам дека е индиферентноста, односно рамнодушноста кон спортот. Треба секогаш да се гледа и на филозофскиот аспект на прашањето. Значи некој може би сака да живее, да речеме, опасно, да јаде секогаш што сака, да пие што сака и смета дека таквиот живот е поквалитетен, иако можеби ќе биде пократок. Значи треба да се внимава и на тоа, да се даде право на избор. Со самиот спорт, со самото тоа рекреативно вежбање, автоматски доаѓа желбата и за здрава исхрана, за здрав начин на живот, затоа што знаеш, менталниот склоп на човекот кога спортува и кога рекреативно или било како се бави со било кој спорт, му наложува автоматски да почне да внимава на она што го јаде. Како интересен пример да го искористиме црниот леб кој што порано бил пример нели за дека го јадат сиромашните, а денеска се смета како здрава храна, а е поскап од било кое друго. Значи сепак односно заработувачката е фактор за тоа и како тоа голем фактор. Како не, големо влијание има и сиромаштијата врз гојазноста. Значи посиромашните имаат двојно повеќе шанси да бидат подебели. Тоа покажуваат истражувањата надвор. Не знам кај нас какво е истражувањето. Јас мислам дека трчањето е единствен спорт, атлетиката всушност е единствен спорт во светот каде што буквално можеш да го правиш со $20 патики. Значи купаш патики за трчање и се останато ти е оставено. Добро, има тука, значи мора да има, бидејќи знаеме дека во Македонија на 30% од населението е сиромашно. Да, што значи дека живеат со помалку од $1 до 2 на ден. Сега не можеш да претпоставиш дека сите имаат, меѓутоа не треба многу. Кај нас народот сака да речеме обожава да седи по кафани, да јаде, да пие, тоа ние така се социализираме ние всушност. Статистиките велат дека 80% од адолесцентите ќе имаат проблем со зголемена тежина веројатно цел свој живот. Значи, дали можеби тука на таа група или кај нас еве децата, значи кај кои што се забележува се повеќе дека имаат проблем со дебелината, со зголемена тежина, значи зборувам за дечиња од основно училиште, тука треба да се превенира. Мислам, ако можеше Џейми Оливер да направи нов систем на исхрана за основните училишта, јас не сум слушнала дека кај нас се работи во тој поглед. Дури никој не се ни занимава со тоа што им се дава на децата, например на ужинки или ручеци. Неинформативноста е голем проблем во Македонија, односно првиот фактор кој што секогаш доаѓам до судир со било кој да разговарам е диетата треба да биде еквивалент на гладување. Тоа е првата грешка која што сите прават за да се хранат здраво. Џейми Оливер успеа во Британија да го промени начинот на исхрана во неколку училишта, меѓутоа кога проба во САД да го направи тоа, го избркаа. И дури мислам дека се соочи со тужба. Значи тука САД се една од државите кои што имаат најголем проблем со зголемените зголемената тежина. Да, и тука можете да го земете предвид интересот на големите корпорации кои што значи живеат како богови, да речеме, на земјата од тоа. Горас, бидејќи ти спортуваш редовно, сум приметила дека временските услови нема да спречат еден скандинавец или холанѓанец да спортува, тие трчаат и помагла и на дожд. Ние македонците се будиме кога пролет ќе дојде, некако сакаме комодитет дури кога спортуваме. Дали сме хедонисти во тој аспект? Види се, јас сум активен толку спортски, значи како што сум сега, последниве
3 години да речем. Ја претходно беше два типа спорт. Летно време сунчење и пливање, зимно време скијање, толку беше. И од кога почнав да малку повеќе да се малтретирам или да уживам во оваа работа, многу луѓе ги има што не многу него премногу, јас не сум ни свесен кога ќе видам колку луѓе се бават со добро да душе са точаци малку и помодарство и мода. Мада без разлика голема работа, може би порано да е тоа отколку да е коцка на пример. Сега ако гледаме така. Али има многу луѓе кои што ниту проблеми ми е време, ниту проблеми ми е во кое време на денот се случува тоа. Едноставно немаат обструкција од ниједна страна. Си тераат програма некоја или не знам, ако им е кажано дека он 2 пати дневно треба да се трча, и јас на пример се трчам без разлика. Наоѓам време, значи кога се сака да се најде време, мора да се најде време. Лани живош себе си како помодареве, велиш точаци, тоа е. Абе не е сега, прочитав некој наслов, мутав таков на некој од тие порталите дебилен, Скопски маратон стана помодарство. Сега не го разбирам кој е момент, кој е моментот на помодарство. Помодарство е да се изнаучиш да трчаш 21 км, тоа е помодарство или да имаш опрема, дали тоа се должи на промена на свеста кај луѓето? Во овој случај нема никаква врска опремата. Никој не ја спомна ниту опремата, никој не кажа дека заради облеката, него едноставно дека сите луѓе што сакале да се пријават и се пријавиле, било помодарство. Такви работи на пример ме вадат од памет. Дали се големи бројот на луѓе кои спортуваат, тоа е евидентно. Значи бројот на учесниците на Скопски маратон речиси се удвои. На стаза е постојано пред една година или две стана да речеме помодарство, точак да се купува скуп. Мене не ми смета тој тип на помодарство. Ја немам никаков проблем со тој тип на помодарство. Дај Боже, нека стане помодарство пливање, па нека изградат 50 базени да пливаме сите. Но тука е опасноста да кажат, значи тогаш здравиот живот е веројатно многу поблизок кон оние кои што се побогатите отколку до она што може да си го дозволат посиромашните да купиш скап велосипед или да купиш. Ништо од ова не е мандатори, значи ништо од ова не е задолжително дека ти треба да имаш скап точак, скапи патики или скапа капа и купачи за бањање. Тоа е апсолутно неточно, ниту па го кажав, ниту па го мислам, значи на стаза моментално има мислам дека 50 пати повеќе луѓе кои што вежбаат отколку што одат во теретана. Или кои што вежбаат тенис, или кои што имаат опрема скапа за скијање или за бордење. Значи, човек ако сака да спортува, може да се најде милион различни варијанти. Значи, тука нема никаква врска финансиите. Само едноставно што некои работи се напнуваат премногу и се ставаат во една рамка и која што мора, не знам, сега моментот да се случи и дека сега е тоа ин и дека сега тоа е хит. Кај мене, аз верувам дека и кај многу луѓе ствара контраефект. Значи, јас можеби сега глупо да кажам, ама заради такви работи од тој тип на статии и на блогови, на цели такви текстови, можеби следен пат кога ќе треба нешто да направам големо, би се подразмислил малку, знаејќи дека ќе биде после тоа различно прочитано. Каде го наоѓате, бидејќи заклучувам дека и двајцата се обидувате да најдете баланс меѓу тоа што значи уживање во животот и здрав начин на живот кој што ќе го продолжи истиот, успевате ли да најдете баланс? Каде е таа точка? Се чувствувате ли удобно во својата кожа? Јас многу. И мислам дека првенствено зависи од луѓето. И ако имаш потреба да го правиш тоа, и ако ти е убаво, ќе го правиш тоа. Без на патека сум и јас секој ден скоро со малиот на точаци. И се тоа не го правиме заради програма. Мислам, него му е забавно тоа и мене ми е забавно со него да возам точак, не затоа што тоа ќе му внесе убава навика, но само по себе, ако живееш фино и културно и ако имаш најнормален однос кон себе и кон животот, ќе си дојде само по себе. Ама без меракот па ништо не. Мислам сега да го убедам јас дека тоа му е заради мускулите, дека тоа калциумот сега ќе му се не знам концепт да му правиш на тоа. Да, од тоа. Премали, треба да му биде забавно. На патека ги има секакви, ги има и помодари, има шминкери, има некој иде заради ова, некој иде заради да покаже можеби какви патеки има. Не можеш да ги поедноставиш работите. Мене од патека е единствени кој ми пречат се овие over 60 years што се голи што се шетаат. Мене не толку мене на патека ми пречат мотори. Што има таа потреба на тие да се соблекуваат голи? Што заради маиците ли? Мене стварно не ми јасно. Нема човек над 6 години машко што не е соблечен.
И си сакаат кој е така. Да фатат сонце. Идеме на руска плажа, Да си као фати сонце, човек. Данило Коцевски да седи да ужива како бил у Старо Скопје порано. Оно што е особено интересно во ово истражување околу телесната тежина на македонците е што го покажува проблемот кој што жените го имаат многу повеќе од мажите во Македонија. И кога овој податок беше објавен, дел од дискусиите и оправдувањата беа балканците сакаат жени со облени. Вашиот коментар? Во барок, во рококо, таму на времето. Ја македонците уопште не ги познавам као прво. Јас се оградувам од македонците, затоа што не го знам репрезентативниот пример. И не сум сигурен дека е тоа така. Македонско девојче и да стане тетка, мислам. И се брза и по начин на облекување и по си сакаат така да се. Па добро, се одат по сценарио, се знае, значи да си завршиш школа, па факултет, па да се земеш, па да си родиш дете или две, да станеш домакинка и да си умреш среќна и Ама ова се стереотипи. тоа е сценарио. Тоа е. Но кога ќе излезеш најобичен на сценарио. патека и кога ќе ги видиш сите тие прекрасни девојки Да, таму да, на не. стаза, ова се стереотипи за Апсолутно. македонската Јас го жена. кажав тоа иронично, значи целата оваа. Знаеш што, жена ми моја, например, од овде до онаму, она најрадо би се затрчала. Јас никогаш, речи си, немам потреба од точка А до точка Б да се затрчувам. Мислам, осим лаф ако те брка, па да си најдеш причина. Ама она искрено би се затрчала, она ужива у трчањето, бидејќи има таков... Тоа и прави мерак. Ја, не знам, ќе се качуваме на водна. Јурук мој овој заменикот, он секој ден е на водна. Ја само со поглед би можел да го испратам. И доволно ми. Мене водно, например, водно ми е страшно досадно. Не, водно, знаеш ли зашто ми е досадно? Тито врт. Ја не можам да например, јас сакам да спортувам, ама сакам одредени работи. Например, можам да трчам 100 сата, да возам точак или да се качам на водно, ма нема шанса. Ја еднаш се качев на водно до средно. Ај што ме претиса, таки фити, значи. Тука ми се сруши цело. Назад врат се одма. Викам уште Јане Милјовски ако ме претиса. Да. Ќе седнам, ќе си пукам у колено и толку. И стигнувам некако до средно водно, одмарам, и некој ме гледа тоа паркингот и вика, Трендо, момент, и вади лаптоп од колата и да ми покажал клипови. Те види Што сум ги изморен. немал објавено на сајт. Знаеш, па има сега- чувство дека ти е досадно ако си сам. И во странството можеш да го правиш. Ја, например, не знам, Стави водно на црна листа. кога сум бил, ба да, не ќам поинако е. Например, кога сум бил во Бостон, таму стварно можеш да земеш пиво или овошна салата, што и да е, седнеш на клупа, читаш книга. Овде да ме видат мене на книга, ќе мислат дека што се дремеш сам, сега ја ќе ти правам Досадно ти е сега, јас ќе ти Сега направам ја забавен ќе живот. направам нешто малку. Ти не си свесен дека ти е досадно. и од средината зависи. Горас Трендо очигледно беше дека нас не ни е досадно со вас. Ви благодариме што бевте дел од Зебра. И благодариме на гледачите што ја следа емисијата на Зебра онлайн МК на Алфа и Ера телевизија. Поздрав!